Каде и да одиш, без оглед на времето, носи си свое сонце. Добро вечер. Добро вечер. Добар ден! Дечко, ај, не ме замаре, жити очи, цел ден сум на работа, едва и стојам на ноза. Добро, што работите? Ако погодиш, те частам 100 денари. Значи, јас сум еден од тие луѓе што на кратко ти влагаат у животот и ти прават веселје, Не ја знам, не знам. Конобар, бе, дечко, конобар. Добро, ајде на кратко. Македонија е поголем извозник на компјутерски услуги отколку на храна, иако се уште живееме во филм дека сме земјоделска држава. Абе, какво земјоделија, какви бакрачи, бе, најубаво да си програмер, бе. Си седиш у фотеља, си работиш од дома, заработуваш од 1500 евра нагоре. Прав господин. Да, но од земјоделие се храниме, не од програмерство. Добро бе, иди копај и тогаш не ми филозофирај да му се не види. Конечно е распишан конкурс за избор на директор на Македонската радиотелевизија. Актуелниот директор на МРТ, Маријан Цветковски, на таа функција е 15 години. Што збориш, бе? Значи, тој Маријан бил директор у време на Груевски, па у цел мандат на СДСМ и 2 години од мандатот на Мицковски. Да. Значи, ја не го знам тој Маријан Цветковски, ама да бидеш 15 години директор во оваа наша партизирана држава, треба да си генијалец. Алал му вера, ја би му дал орден за заслуги, а и уште еден мандат би му дал, така. Премиерот најави дека најдоцна до јуни ќе се реализира реконструкцијата на владата. Реконструкција значи збогом за некои министри и тие што ќе добијат многу ќе им се скрши срценцето, ама и премиерот не е фер. Он најави реконструкција за 2 месеца. Тоа значи дека нашите министри ќе останат во исчекување цели 60 дена. Значи стануваш са бајле и си викаш леле, може мене ќе ме реконструират. Сакаш да си легнеш, сон не те фаќа, затоа што те прогања иста мисла. Да не си му кожа на луѓето, дечко. Неделава беше притворен директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, тој беше фатен со мито од 50.000 евра. Па му лепело рачето на човекот, му ги обележале парите, го уапсили крај на приказката. Сакавме правда, добивме правда, така, а кој сака да свири клавир, па нека краде. Секое пето боледување било спорно во МВР. Да, бе, читав. Некој полицаец викал дека го боли кичмата, а у документацијата на боледувањето немал рентген снимка. Некој викал дека е болен, а ставал фотки од странство на социјални мрежи. Полицајците треба да се вистинолюби, ама изгледа нашиве сепак си подлажнуваат малку. Ама џабе име, кај Панче нема џајли бу, само бу, дечко. Македонски волови влегоа во Бугарија и предизвикаа пограничен инцидент. Што мислите каква ќе биде судбината на овие волови? Па јас се надевам дека нашите волови нема да завршат како паштета. Многу сум гладна, одам да јадам телешка чорба. Чао. 32-иот конгрес на СДСМ ќе се одржи на 7 јуни. На 7 јуни? Да. Па на тој ден ќе јадеме, ќе пиеме, ќе се веселиме за сите пари. Прекрасен ден, одлично. Браво, браво. Толку многу се радувате за конгресот на СДСМ? Како се радувам, бе? Ич не се радувам, баш ми ја гајле за СДСМ. На 7 јуни и е роден ден на мајка ми. Ќе прави 83 години, мама си здрава и жива и ние фамилиарно се собираме, тој ден јадеме, пиеме, скаричка, пиење неограничени количини. Што ден се паѓа? Па недела. Недела, добро, окей, у понеделник малце ќе ве боли глава, ама нема везе, ќе издржиме. Си за малце бананче, бе? Фала, јадев сега пред малце на здравје нека бе. Здравје да имаш, ова ми е гратис банана. Гратис банана? Каде даваат гратис банани? Нигде не даваат, сам си ги взимаш. Како бе? Па нели ова мајмунчево Мики у зоолошка имаше роден ден. И народ донел. Банани донел, играчки донел, плишани мечиња му донеле све. И ја бев у зоолошка, гледам едно време нема никој, се вртам лево, десно, нема никој. И банани бе. Цап, си ги земав и сега секој ден си јадам гратис банани. Господине, па вие сте крадец. Значи вие сте еден од тие што му го скршил срценцето на мајмунчето. Абе не се секире, се зезав бе, толку ли немаш смисла за хумор? Него те прашам у ваше мало, чистото вие ѓубреџија? Да, чисто редовно. Кај нас не. Ја во Драчево живеам
порано чистеа по 2 пати во неделата, сега доаѓаат еднаш и тоа не знаеш кој ден ќе дојдат. Сега народ како народ шпекулира, вика изгледа не земале плати, други викаат абе немаат камиони за собирање на ѓубре. Некој проблем има, како и да е, така. Тоа е тоа. Ама ќе издржиме бе, ние прв пат со ѓубрево. Хајде на здравје Земе едно бананата. залце. Не. Фала. Почитувани гледачи, денеска имаме еден невообичаен прилог. За што станува збор, ќе дознаете во продолжение. Најпрвин да го запознаеме овој господин. Добар ден, Костас. Од Јас каде? сум Костас. Костас, од каде сте? Елада, Греција. Што ве натера да дојдете во наша златна Македонија? Цената на бензините. При нас бензините се многу скъпи. 1 литро 2 евра. При вас поевтино. 1 литро евро и пол. И си викам, абе Костас, иди в Македонија, наточи си бензин и еве ме мене при вас. После тоа ще ходам и на заболекар, имам една расипана шеска, зъбот ми е расипан. А од каде го научивте добро македонскиот јазик? Мојот прадедо беше егеец. Дедо беше егеец, тате е егеец, тате ме научи да говоря македонски. Значи и вие сте македонец. Па не, јас сум си грк, за да си зачувам имотот. Ама по потекло сум ваш. Ви благодарам многу. Господјо, што ве натера вас во наша златна Македонија? Па јас сум од Корча, Албанија, ама кај нас бензинот е ужас. 1 литро дизел кошта 2 евра и 14 центи. И си викам, ки си отидам тука у Македонија, ем ки си го наполнам резервоарот, ем ки си се најадам кебапчиња. Кај нас у кебапите ставаат многу кромити киселини, ме убиваат. Совршено можам да забележам дека го говорите македонскиот јазик. Па да, јас сум македонка и у Корча има многу македонци. И татко ми, мајка ми, маж ми, сите зборат македонски. Ви благодарам многу. Дечко, вие од каде доаѓате? А јас од Качарево, Банат, Србија. И што навака? Па сум дошол тука ради бензин, поевтин е бензин тука, да наточам бензин и да видам роđаци. Тука имам братучеди, овие чичковци, вујковци, сите да видам така. Значи, вие сте македонец по потекло. Па, мој дедо е чисто крвен македонец, он живеел во Кумановско таму, али после Втори светски рат добил 2 хектара земја во Војводина, тачнije Качарево, и он се преселил таму, отишол да живи таму. Во Качарево има многу македонци, пуно македонци. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, можете да забележите дека цел Балкан е дојден во Македонија да точи гориво. Зошто? Зашто овде е најевтиното гориво во регионот. Се разбира благодарение на владата. И како второ, овој грк, оваа албанка од Корча и овој србин се по потекло македонци. Дечки, песна! Телетеја парчетеја, па ќе биде наша најмила. Господјо професор, бескрајно ви благодарам. Од крајно некултурен човек направивте вистински господин. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас за трпението што го имавте. Пријатно. Довидување. Пријатно. Ајде, повелете. Мертица, Добар ден. добар ден. Повелете, седнете. Седи. Слушам си го имала школа за општа култура. Да, убаво сте забележале. Јас имам школа за општа култура, ама забележувате, јас ви се обраќам на вие. Значи и вие треба да се обраќате на вие, не на ти. Добра, ма сега види, го видиш овој билмес? Он ми е син, сакам да го правиш културен, фин на ниво, а ја после ќе го правим газетар, новинар. Паре имам колку хочеш, сега дај си рука, може? Не, чекајте, имајте трпение, нема потреба, почекајте малку, почекајте. Ајде сега да пробаме. Млад господине, вие имат... А ти, дали си го взимал ти преведувач мори? Видите да ви кажам, ова е Македонија и во Македонија се збори македонски јазик. Сме ти кажувале, вакво, прошли пат сме ти кажувале, утетално кога ќе доаѓаш да носиш преведувач. Видете вака, вие ми се обраќате, млад господине, на ти, не на ти.
Не е културно на ти. Треба да ми се обраќате на вие. Како бе на вие, па ова не е швейцарска? Ама чекајте, што се мешате вие? Чекајте малку. Ти, Мори, си го зимала ли преведувач? А? Млад господин, Мори е простаклук. Не се користи Мори. Вие кој ќе станете новинар, треба да го изврлите тоа од вашиот речник. Мори не е простаклук. Ја кога жена ми го викам да ми донесе вода и викам Мори донеси една вода. Како така? Па на жена ви треба да ја кажете: злато мое, те молам донеси ми вода. Да го молам жена ми да ми донесе вода, глупости. Како глупости, како глупости, како глупости. Татко, ово е болесник, бе, ајде да ме учај. Ми гази у нерви, ми гази, нема преведувач. Ама како така толку млад, а толку прост човек? Немојте така. Значи со овој речник не можете да станете новинар. О, ти, Мори, зошто не си го зимала преведувач? Во Тетово треба да го имаш преведувач. Ајде, искачите надвор. Ајде, искачите. Излегувајте надвор. Ова не барка да бегам. Шипки варени ќе видиш некој денар од нас. луѓе. Сина, одимо простак. Ајде, излегувајте. И немаш преведувач. Ајде. За туцам. За тут само. Ајде, маш ајде. Круша под круша си паѓа. Каков татко, таков сим, нема ниц да ме зачуди ако еден ден и он стане директор на некој медиум. Само треба да ја одбере вистинската партиска опција. Тоа е. Важи, за пола саат се гледаме на старо место. Ајде, немај гајле. Чао. Ајде. Здраво. Виж, Газа имаш 5 делегација. минути. Цела делегација сме, да. 5 минути, ама стварно не бидат 5 минути. Добро. 5 5 минути. Значи имам закажано, сега треба да се видам со еден пословен партнер да не се заебам. Добро, газда, да не губиме време, ние Ајде. додавме да ти соопштиме дека од идниот месец си одиме. Да. Кај си одите? Дадеме отказ, газда. Давате отказ? Да. Зошто? Знаеш ти го зашто, знаеш. Зашто не ви ги зголемам платите со године? За тоа ли? Добро, а ја мислите дека не сакам да ви ги зголемам платите? Јас сум првиот што сакам да ви ги зголемам платите. Дали можам да ги зголемам? Дали вие приметувате дека Европа е во криза, светот е во криза, војни наваму, војни онаму? Значи, сега се зголемија бензините, се зголемија. Колку рипнаа транспортните трошоци, знаете? Знаете ли колку сум во загуба? Треба бидете среќни што секој први ви давам плати. Значи, ја ви се извинувам, јас сакам да ви ги зголемам платите. Ја да немам за јадење, вие да имате пари. Тоа е мојот слоган на животот. Чекајте, момент, еве, чекајте, да видите ја колку вас тројца ве сакам и ве почитувам. Еве изволте. Еве изволте по 50 евро да си се почастите. Немојте луѓе да си одите, ве молам. Значи, кога ќе имам можност ќе ви ги зголемам платите. Сега не сум во можност. Значи, знаете колку е тешко да се најдат моментално работници на пазар? Нема работници во Македонија, све избега од овдека. Ако си одите, ќе го ставите на цедул, ќе умрам, фамилија ќе ми умира за парче лепна. Немојте така, деца имам големи, мајко му стар. Значи, вака ве молам, немојте да си одите. Стварно ви кажувам. Ама, што се смеете, бе? Зашто се смеете, бе? Зашто сте вака цинични во однос на мене, бе? Па 10 години сте овдека, бе? Што е работа? Газда, Што е работа? утре е 1 април. Априлили! Да не се шалиме, бе, знаеме дека си угодна и 100 пати ти е потешко од нас, бе. Толкава било у Охрид, тешко се одржаваме. Тешко. Живи мајка Имаме тешко. разбирање за Фала тоа. ви многу. Па и жената има прохтеви, мислам. Змија, бе, абе, хоботница ненаситна, бе, човеч. Деца се школуваат у О, странство. не ги спомнувам. Лилија, не се секирај. Лилија. Леле, луѓе, вака не сум се возбедил од времето кога умре Тито покоје. Нек Бог да го прости. Значи не си одите, така? Не. Бе, ајде оставаме ние на цедило, бе, Газда, бе, мислам, ние сме ние. Што правиш, Газда? Па, вие ми правевте април или со отказ, ја ви правев април или со пари, сега си ги собрав парите. Смие да се веше. Газда, тебе не ти иде стварна памет, бе. Кај со години ни ги држиш замрзнати платите на пишиви 28.000 денари, а знаеш дека има мањак работна сила на пазарот и ни ги земаш сега и овие пишиви 50 евра. Ама април или се шаламе, немав намера да ги земаме. Тама работа, ја ли ми да ги земаме парите, бе? Абе, со здравија си ги трошите, бе, луѓе, бе. Абе, мало заебаци и од... Зашто све така сваќате?
Страшно. Ајде одиме да работиме, ај не може. Па знаете колку ве сакам. Па вие сте моите работници, вие држите оваа фирма. Свака час за вас. Ни едни ми зема 150 евра. Да дојде Господ за антибиотици да ги дадете. Грип да фатите, сите тројца да фатите грип, они ке си оделе манко бедни. Рече нешто, газда. Не бе Златан, ништо не реков, ништо, си пеев. Кичма ме фати и си ја пеем стално таа песна. Ме врти колено, вечерва ке малку до умерено, бла бла, не беше баш така, ме нема везе. Кичма, реално. Бери памет, газда. Бери памет. Берам. И со овие нема лабава. Другарче, што да ти кажам? Ние сме ти ретроградна нација. Од феудализам скокнавме у социализам, па ни текна да се вратиме у капитализам. И место да се развиваме по некој природен пат, ние рипаме, па се враќаме, рипаме, па се враќаме. И нели овој Чарлс Дарвин вика дека човекот настанал од мајмунот. Тука после милион години од човекот почнува да се претвара у мајмун. Ќе прашаш од кај се тоа. Па еве, о мајмунчево Мики у зоолошка пред известно време му славеа роденден. И сега добри луѓе му донесле поклони. Ама имало и некои од гостите му дигнале пола од поклонива. Сигурно Мики други гледал, се чудел на нивните мајмунлаци. Така што, другарче, ние сме ти овде створени за ново научно истражување. Потребен е нов Дарвин, пошто да ја види оваа чудна појава, како човекот станува мајмун. Револуција место еволуција. Извини, Мики. Извини, една минута, само нешто да ти кажам. Пред некој ден слушнав еден многу интересен виц. Позади 7 мориња, 7 реки, 7 езера, 7 планини и 7 ливади, во една мала, трошна колиба си живеел еден змеј. Едно утро змејот искочил на својата тарасичка, се протегнал вака и рекол: "Кај живеам, човече?" И си викам, ја не сум змеј, не живеам позади 7 реки, 7 планина, 7 мориња и така натаму. Ама ја бе така на сабајле кога ќе искочам на мојата тарасичка, кога ќе се протегнам, ага, и мене ми иде да кажам: "Кај живеам, човече?" Ајде друг пат ќе правиме муабет. На 19 март си умре Чак Норис. Беше познат актер, мајстор на боречките вештини. 6 пати ја освои титулата професионален светски шампион во карате во средна категорија. Лик за кого се плетеа многу вицови и митови. Има снимено десетици и десетици филмови и серии. Му беше партнер на Брус Ли, легендарен е како Кордел Вокер во Вокер, тексаскиот ренџер. Норис има измислено и своја боречка вештина позната како Чун Кук До. Една недела пред да почине на социјалните мрежи напиша дека не старее, туку напредува. Живееше 86 години и 9 денови. Чак Норис. Он има доста филмови изиграно, меѓутоа првото соочување беше 80-тите кога моите купија видеорекордер. И на првата видео трака беше Чак Норис Делта Форс. Значи, ја почнавте вашата видео кариера со Чак Норис? Да, со Делта Форс, да. Така. Што ќе кажете, ви се допаѓаше како артист? Па не само како артист, ако се гледа историјата негова мината, бил во маринци, бил во војска. И доста кадрови ги изведувал сам без дублери или без каскадери. Го знаете Чак Норис? Како не го знаме, ја исто сум Чак Норис. Да? Да. И ја мавам и со ноги и со раце. Каратиста? Да, бе, на времето. Ви се допаѓаше Чак Норис како актер? Многу. Многу. Он можеше да не спаси, меѓутоа еве си отиде човекот. Да не спаси Чак Норис? Да. Да дојде и да рашамара се овде? Да. Штета, ќе го решеше проблемот во војнава. Па ја мислим дека е он
како да е роден за карате. Кој е појак според вас, Брус Ли или Чак Норис? Чак Норис мисли да е појак. Чак Норис е, значи легенда. И има еден виц добар за Чак Норис. Вика, што прави Чак Норис кога ќе дојде во Ѓорче Петров? Прави тоа што ќе му каже. Кој што ќе му каже? Отиот Ѓорче Петров. Јако. Ефтен. Демек, Ѓорче Петровци многу јаки, па чак и Чак Норис ги слуша. Кога сме на тема вицови и митови за Норис, еве неколку. Кога Чак Норис си ги сече ноктите, грицкалката се крши. Што прави Чак Норис во лабораторија? Тепа вируси. Чак фатил грип, ама му паднало жал и го пуштил. Чак Норис јаде кинеска храна со едно стапче. Чак може да дрибла со топка за куглање. Една кобра го каснала Чак Норис. По 5 дена интензивни болки, кобрата умрела. Чак Норис во нервоза ја утепал одмавање сопствената сенка и сега таа се држи на дистанца од 15 метри. Чак Норис може да аплаудира со една рака. Легендо, за тебе толку. Ајде сега малку статистика. Просечниот животен век во Европската Унија изнесува 81,5 години, додека во Македонија е 76,6 години. Жените на ниво на ЕУ се очекува да живеат 5,2 години подолго од мажите, додека во Македонија жените ќе живеат подолго од мажите 4,4 години. Прашање: зошто жените се подолговечни од мажите? Контрапрашање, зашто сите урагани има женски имиња? Зашто се опасни. Епа. Не можам тоа да го објаснам, ја не сум ни психијатар, не можам да го објаснам, али жените се појак пол, да знаеш, од мажите. Ние поише се нервираме, трчаме, и они трчат за душа, и они имат големи обврски, али појаки се од мажите. Да, и затоа повише живеат. Поише работат. Работата ги одржува. Па да, ја мислам. Затоа што мора и мозокот да работи. И на работа, и Дома. и дома. Ама и мажите се повеќе по пијуцкање, повеќе пушат. Па и ние не сме баш по пушењето, да не сме. Ама Вие пушите? престанав одамна. Колку пушате? Многу страстен пушач бев? Па страстен, да. И наеднаш реков. Слушнав дека една пријателка прекинала, реков, па и ја од година ќе прекинам, од нова година. И дојде нова година и прекинав. Прекинав. Нормално е. Зошто? Зошто? Сега мажите што не се, например, женети, тие може некоја година поќе да истера, инако. Па има тоа една исто поговорка, вика, мечка у планината јаде наеднаш, а жената јаде пополека. И така. Значи, вие мислите дека жените ги нервираат мажите и затоа мажите порано си одат? Па не само тоа сега. И биолошки, да речеме, мажот физички поќе се троши од жената, потешки физички работи секогаш ги работа. Повеќе пие. Пиењето, сега мислам дека не си управо, поќе жените пие. Варно? Па, ако идеш у кафана, јас све жени гледам дека пие. Или сабали у 3 сат поќе жени да ги носат него мажи. Жените во принцип живеат подолго од мажите 4 до 5 години. Зошто? Па нема кој да ги нервира. Жените ги нервираат мажите и затоа умираат. Обратно нема кој да ги нервира. Значи виновни се жени. Па сигурно. Според вештачката интелигенција, еве зошто жените живеат подолго од мажите. Имаат 2 X хромозоми кои стапуваат на сцена доколку се појави генетски проблем. Естрогенот ги штити крвните садови. Жените повеќе внимаваат на здравието и порано одат на лекар. Статистички мажите повеќе пушат и пијат. Мажите ретко бараат помош против стрес и депресија и така натаму. Во Европа просекот на живот е 80 година, кај нас 77. Зошто така? А пак Македонија е нешто посебно, нервоза, забидливост. Не е она што го имавме порано, се изгуби. Добро, па и во Европа луѓето се нервираат и завидуваат. Не, овдека е друго, дека е веќе сиромашна земја, мала земја, Лоша храна. лоша храна. Не, има и добра храна, само ја немаме пари ние за таа добра храна. И таа палмина маса убива.
Палмината ма се убива, ама никој не го кажува тоа. А ја има во бурекот. Не само бурек, во паштети, конзерви, во сирење, во све ја има. Добро, тоа го расчистивме. Сега замислете ситуација, доаѓа вашиот внук или керка и ви вели: се вработив како HR. Браво ќе биде вашата прва реакција. Ама што е тоа HR? Не би знаел да кажам HR, тоа прв пат слушам таков збор, HR. Чао, да е, ајде српски збор е, тоа е пријатно. Ама HR. HR са не му детекни стана HR. Па он, како да кажем тоа, он е зависи кој година е внукот. Human Resources, значи HR. HR, турски. Не е турски, англиски е, Да. Сега, мене како постар ме праша, добро, јас знам англиски, ама више тие функции не ги Скратеници. Скратеници више не ги разбирам. HR, нели, бидејќи знаете англиски? Тој од убав наш македонски јазик више го затрупаа со тие англицизми, више срамот. Доаѓа внукот и ви вели: јас сум HR. Ќе ви биде јасно што е тоа? Да, ќе ми биде. Што е HR? HR е Human Rights. Human Resources. Ресурси, да. Па и rights може да се каже. Ајде. Значи човечки ресурси. Да. Тоа во наше време како се викаше, имате представа? Кадров. По стариве генерации не знаат, по младиве тоа е англиски нешто како поранешно кадрово или сегашно ресурси, дури во има и факултети за човечки ресурси, мислам се мислите се паќаат на приватно. HR е кратенка од Human Resources. Х на англиски е H, а Р е R, па скратено и споено добивате HR. Инаку Human Resources значи човечки ресурси, а HR-от е надлежен за вработување, водење евиденција, организирање обуки за развој на фирмата, решавање на проблеми меѓу вработените, покачување плати и така натаму. Англицизмите опасно си доаѓаат, па веќе немаме сметководител, туку акаунтант. Офис менеджер постарски е раководител. Operations менеджер или раководител на производство. Sales менеджер, порано комерцијалист. Софтвер девелопер или постарски програмер и така натаму. Имаме сега мал милион англицизми во професиите, само да ве подсетам, security. Да, обезбедување, да. Или чувар по-нашки. Чувар, да, тачно. Ама кој ќе кажеш чувар, делува многу Многу примитивно. Примитивно и просто. Ама Кажеш security. е, значи на висока положба човекот. Како и да е, дојде време да се дзирнеме во огледалото. Кога ќе се видите во огледалото, што гледате? Сам себе. И? Ви се допаѓа призорот? Па, призорот дали ми се допаѓа или не ми се допаѓа, тоа е. Се има мажи, фарбаат коси, ставаат, наградуваат коси или нешто, не. Природата си е природа, не може. Па јас се гледам, со капала, со ова. Самиот јас се гледам, да. Како ви се допаѓа тоа што го гледате? Па убаво е, стар човек, во години е. За тоа ти е. Со убава насмевка. Па што е? Што гледате? Па гледам една матора жена. Која што фино изгледа, со убава фризура, Да. на очари прекрасни, И на очарите, да. Тука зелено око или сино око? зелен. Да. Ви се допаѓа ли ликот во огледалото што го гледате? Ми се допаѓа. Се гледате во огледалото? Па да. И? Задоволен сте? Па, некогаш да, некогаш не. Како ви се чини? Некогаш ќе се уплашиш само од себе. Има врска тоа ако се скрши огледалото, не среќа дека ќе? Са бабени тоа и ти нема врска. Тачно. И ја така. И тоа не е една 7 години сега, иде, отиде животов со две огледала. Значи 7 години ако се скрши огледало, не среќа ќе. Така збора, се ги замисли два пати, да ти се де си отиде младост. Што гледам еден старец што поминал многу животот. Зошто старец, колку години имат? Во 73 години. Старец е на 93, на 73. Веќе, чим ќе се погледам во огледало, чим не се познавам сами од себе, значи не сум ја оној од младоста. Отишло времето. Страшно е. Времето одлета. Ма ништо не е страшно, се е уживанција. И тоа би било се. Поздрав!
Јовица Блажевски боледува од церебрална парализа. По третманите во Русија, Јовица чекори и со оддалката успева дневно да изоди 100 метри. Новиот третман е закажан за април, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 163 за претплатниците на Телеком и 143 461 за корисниците на А1. Интервенцијата ќе чини 8500 евра. Ви благодариме на човечноста. Подобро од некого нешто, отколку од никого ништо. Пријатно. Пријатно.